Митот за златното јаболко, поводот за Тројанската војна. Зевс, за да не се замери со трите божици, Хера, Атина и Афродита, му наредил на Парис тој да одлучи на која од трите ќе го даде златното јаболко на кое пишувало за најубавата. Сите три, за да го придобијат, му понудиле по нешто. Хера дека ќе го направи господар на Азија и најбогат човек на светот. Атина дека ќе го направи победник во сите битки, најубав и најпаметен. А Афродита му ја понудила најубавата жена на светот, Елена. Парис се одлучил да ја го даде јаболкото на Афродита и така ја добил Елена, но и многу непријатели. Грабнувањето на Елена е поводот за 10-годишната Тројанска војна. Навредениот Менелај, мажот на Елена, побарал помош од својот брат Агамемнон, а тој пак ги повикал кралевите на сите ахајски племиња во освојување на богатиот и најубавиот град Троја. Војната ја започнале ахајските владетели Агамемнон, брат на Менелај и крал на Микена, Диомед, крал на Калидон, Одисеј, крал на Итака, Ахил, син на Пелеј, Нестор, крал на Пил, за да се осветат за грабнувањето на Елена, но и заради примамливите богатства на Троја, славата и робинките. Во одбрана на својот град од страната на тројанците се Хектор, син на Приам, крал на Троја, кој веќе бил стар за војување и брат на Парис, Парис, Антенор, Енеј, Мемнон и така натаму. И боговите се вмешани во војната. Зевс е неутрален и според некои митолошки приказни тој ја предизвикал војната зашто сметал дека земјата е пренаселена. Од страната на ахајците се Хера, Атина, Хермес, Посейдон, Хефест, а од страната на тројанците Аполон, Арес, Афродита и Артемида. Градот Троја инаку се викал Илиј, па затоа епопејата се вика Илијада.